Добро вечер. Вие ги гледате вестите во 18 часот, а ова се настаните на денот. Над 80 ученици со симптоми на труење во Скопското училиште Димо Хаџидимов. Неколку деца се хоспитализирани, меѓу нив и помладиот син на премиерот Мицкоски. Училишната кујна затворена. Се чекаат резултатите од испитувањата. Земени се мостри буквално од се што ни е во интерес, а тоа е брисеви од луѓето кои што работат во кујната и од раце и од грло, нос. Комисијата за селекција ги одбра тројцата кандидати за судија во Страсбур. Јордан Апостолски, Наташа Бошковска и професорот Сашо Ѓоргиевски. Нема министер, плюс завреди во владата. Првиот вице-премиер кој ќе го замени Меджити ќе биде и министер. Во кој ресор допрва ќе се одлучува. Нема да има дополнителни промени, нема да има дополнителни сектори. Околу 80 ученици од основното училиште Димо Хаџидимов во Скопско Влае се пожалиле на симптоми на труење со силни болки во стомакот и со повраќање. Хоспитализираните се неколку деца на скопските клиники, а меѓу нив е и помладиот син на премиерот Мицкоски. Државниот здравствен и санитарен инспекторат веќе изврши вонредна контрола и ја затвори кујната во училиштето. Според нив, најверојатно станува збор за труење од загадена вода. Деталите од Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Околу 80 деца од основното училиште Димо Хаџидимов од општина Карпош во претходните 24 часа се пожалиле на силни болки во стомакот, диареја и повраќање. Исто така на слични симптоми на труење имало и ке вработени од училиштето. Неколку деца завршиле и на клиниката за детски болести. Кај нас се моментално 3 пациенти хоспитализирани. Од синоќа беа 7, од кои 2 ги задржавме, 5 пуштени дома, а денеска уште едно е донесено. Мостри од храната и водата земале од Агенцијата за храна и ветеринарство, Институтот за јавно здравје, а од површините од училиштето и кујната земале мостри од Дирекцијата за здравствен и санитарен инспекторат. Оттаму изјавија дека кујната е затворена и ќе биде затворена додека не се направат сите испитувања. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно своите надлежности, врши затворање на кујната како потенцијален извор на зараза и дава решение на забрана, во кое што решение се наложуваат и мерки кои што треба да ги превземе операторот, односно вонредно чистење, вонредна дезинфекција и дератизација од овластена институција и спроведување на вонредни здравствено-хигиенски мерки за вработените. Земени се мостри буквално од се што ни е во интерес, а тоа е брисеви од луѓето кои што работат во кујната и од раце и од грло, нос, земени се брисеви и од работни површини, земени се мостри узорци од храната која што ја користеле децата, значи се што користеле без разлика од каде потекнува и на наше инсистирање, нели, како институт и покрај тоа што не беше предвидено, ние сепак земавме и од водата. Родители за Канал 5 објаснија дека се сомневаат во труење од водата за пиење, бидејќи има деца со знаци на труење кои не се хранеле во кујната на училиштето, но пиеле вода внатре во училиштето. Професорот Сашо Ѓоргиевски и адвокатите Јордан Апостолски и Наташа Бошковска предложени се за судии во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. До крајот на неделата имињата ќе бидат испратени до Европскиот панел на Советот на Европа. Јана Јосифовска. Професорот Сашко Ѓоргиевски и адвокатите Јордан Апостолски и Наташа Бошковска се трите предлози за македонски судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Тројцата од 11 интервјуирани кандидати ја добија довербата од Комисијата за избор, предводена од председателот на Уставен Дарко Костадиновски. Одлуката, како што соопшти тој, била донесена врз основа на водичот, подготвен од експертскиот панел на Советот на Европа и критериумите за висок морален углед, квалификации за судиска функција и признат правнички углед.
И покрај тоа што на огласот имаше и актуелни судии, според Костадиновски, согласно критериумите на Советот на Европа, приоритет имале уставни и врховни судии, наместо оние од пониските судови. Се гласало тајно за сите 11 кандидати поединечно. Двајца од избраните добиле по 5 гласа, 1-4. Доколку ние имавме врховен или уставен судија и не го предложевме, тогаш ќе требаше да дадеме многу дебело образложение. Ја разбирате поентата, не и јас, не комисијата, него стандардите во Страсбур на некој начин ги исклучуваат пониските судии. Вториот критериум да бидат правници признати како угледни стручњаци. Кај професорот Георгиевски тоа е неспорно. Двајцата адвокати кои оваа комисија ги избра имаат неспорно значајно искуство во областа на човековите права. До крајот на неделата или почетокот на следната, имињата ќе бидат испратени до експертскиот панел кој ќе даде конечна оценка. По одговорот од таму кој од кандидатите го добил или не зеленото светло, комисијата ќе ја извести владата, која пак ќе треба да ги предложи имињата до комитетот при Советот на Европа. Председателот на Уставен информираше и дека комисијата ги почитувала препораките од Државната комисија за спречување корупција, која претходно имаше замерки за можен судир на интереси при изборот на кандидатите. Во случаите каде што беа прифатени препораките, мојата за професорот, јас не ни добив ливче за гласање, председателот на Граѓанскиот суд и председателката на Академија за случаите каде што беа засегнати од препораката на ДКСК, не ни добија ливче за гласање. Значи, процесот беше исклучително транспарентен. Токму представките во антикорупцијска го одложиле целиот процес, па Костадиновски се сомнева дека изборот ќе се случи на јануарското пленарно собрание на Советот на Европа. Очекува нов македонски судија да биде избран на следното, во април. До тогаш ќе му биде продолжен мандатот на актуелниот судија Јован Илиевски. Ова е втор обид за да се изберат судии во Страсбур, откако владата летото кон крајот на јули го поништи претходниот избор. Ја разреши старата комисија и формираше нова, составена од председателот на Уставен, заедно со председателите на Врховниот суд, Кривичниот, Граѓански, како и директорката на Академијата за судии и јавни обвинители. Казни од 50.000 евра за 4 маркети за картелско здружување. Се договориле да не прифаќаат зголемени цени од добавувачите. Имале за цел да ја нарушат конкуренцијата. Владата нема да се проширува со нов член. Вреди ќе го задржи бројот на министри и ресори, но најверојатно со рокади во министерските позиции. Премиерот Мицкоски најави дека имињата ќе се знаат до крајот на неделата, а предлозите во понеделник ќе бидат доставени до собранието. Со повеќе детали Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Вреди нема да добие ресор плюс, односно еден ист човек ќе биде вице-премиер и министер, потврди денеска премиерот Христијан Мицкоски околу пополнувањето на испразнетиот ресор по заминувањето на Изет Меджитин на градоначалничката позиција во Чаир, кој беше и прв вице-премиер и министер за животна средина. Мицкоски најави дека очекува имињата да ги достави во понеделник, откако ќе има целосен договор во рамки на вреди, но дополни дека тоа главно се имиња кои веќе циркулираат во јавноста. Оваа недела ќе се знаат имињата, но она што е сигурно е дека оние ресори, оние портфолија кои што беа до сега во владата, политичките партии кои што ја сочинуваат коалицијата вреди ќе ги задржат, така што тука нема да има дополнителни промени, нема да има дополнителни сектори, така што тоа е веќе во рамките на нашата заедничка коалиција договорена, а околу имињата очекувам дека веќе во понеделник ќе ги доставам. Ќе бидам попрецизен, нема да има плюс уште еден човек. Еден исто ќе биде и вице-премиер и министер за животна среда. И министер за нешто. По старо, така? И министер за нешто. Добре. Мицкоски на новинарско прашање одговори дека нема впечаток, дека во вреди има несогласувања околу конкретни имиња. Алтернатива веќе го промовираше пратеникот Беким Сали за функцијата прв вице-премиер. Моментално уште се водат преговори. Се што можам официјално да ви кажам е дека се имаме договорено за името на Беким Сали за местото прв вице-премиер.
но се уште не се знае во кој ресор. И уште се имаме договорено и дека за министер на животна средина ќе биде Моамед Хоџа. Значи за овие позиции имаме договорено, сега чекаме и преговорите се во тек и за другите позиции. Тоа што останува недополнето, мислам дека имаше заменик министер за одбрана. Инаку во предстојната битка за нов лидер на вреди, во игра се Меджити и Касами. Ниту едно билатерално прашање не смее да биде пречка за напредокот кон Европската Унија, порача собранискиот спикер Гаши од 8-та национална конвенција за Европската Унија одржана во собранието. Според опозицијскиот лидер Филипче, неопходно е завршување на преземените обврски. Смета дека без суштинските реформи кои ги бара Унијата, можно е враќање назад во евроинтегративниот процес, па дури и нови услови за членство. Со деталите за ова Афродита Рамос. Македонија ќе остане слепо црево на Балканот. Дури да ги направиме уставните измени, нема да започнеме со преговорите, бидејќи ги нема потребните реформи. Дециден е председателот на Националниот совет за европска интеграција и лидер на СДСМ Венко Филипче на денешната национална конвенција за ЕУ. Дополнителни услови за отпочнување на преговорите се реална опасност, тврди Филипче. Што и да се случува на полето на постигнување на политички консензус, да се направи тоа што треба да се направи со уставните измени, нема оправдување за неспроведувањето на реформите. Во делот на правосудството, во делот на образованието, во делот на јавната администрација, понатаму во делот на економијата, тоа е тоа што нашите граѓани го бараат. Неговиот заменик председател од редовите на ВМРО-ДПМН, Игор Здравковски, посочи оти и досегашното неисполнување на обврските и критериумите дадени од ЕУ довеле до безизлезна ситуација и повика на консензуално носење на одлуки. Председателот во неговиот говор каже дека има неколку групи на луѓе, некои кои што постојано критикуваат, некои кои што ќе бараат вина во некој друг, меѓутоа јас тука би додал дека има и луѓе кои што имаат амнезија. Тие луѓе и ние сите заедно треба да седнеме на маса и, како што кажав претходно, треба да донесеме консензуални одлуки, а не како досега, за да дојдеме до една ваква ситуација каде што сме во некаков ќорсокак и не гледаме реален излез. На Националната конвенција, амбасадорите од Словачка и Холандија ја потенцираа неопходноста од клучните реформи: правосудство, борба со корупцијата и реформи на јавната администрација. ЕУ ви нуди решенија и конкретни алатки за надминување на реформските проблеми. Меѓутоа, сега е моментот на действување и не треба да се губи повеќе скапоцено време, порача амбасадорката на Холандија во земјава Узлем Џанел, која беше децидна дека уставните измени мора да се спроведат. Премиерот Мицкоски ги отфрли тврдењата од бугарското МНР за напад врз публицистот Владимир Перев, кој се декларира како бугарин од Македонија. Перев тврдеше дека од непознати причини бил вербално и физички нападнат во маркет во Скопје. Па видете, сега може некој да накисне на дождот надвор и тоа да биде хибриден напад од страна на владата со кое што се загрозува интегративниот процес. Ако некој одлучил да се самоповреди и тоа да го прикаже како напад хибриден или не знам каков, тоа е друга работа. Видете, не очекувајте вие дека ќе имаме црвен тепих и дека нема да се прават конструкции инженеринг. Тоа е тоа. Ние навикнати сме на тоа, инаку апсолутно отфрлам, а и не имав консултации во текот на вчерашниот ден дека било каков напад е направен врз лицето кое што го споменав. Проблеми со слетување и пренасочување на летови од Скопскиот аеродром поради опасен метеоролошки феномен, наречен винд шир. Неколку летови од синоќа и 2 авиона утрово биле пренасочени кон аеродромот во Приштина. А особено драматична била ситуацијата со летот од Венеција, кој повеќе од 1 час кружел над Скопје. Колку се опасни ваквите временски услови за пилотите, од прилогот на Јордан Цветановски.
Винчер, метеоролошкиот феномен кој представува нагла и остра промена на брзината на ветрот, а поради кој синоќа два авиони не можеле да слетаат на аеродромот во Скопје и биле пренасочени, е една од најопасните ситуации со кои може да се соочи еден авион, раскажува долгогодишниот пилот Емил Ѓорѓиев. Тој за Канал 5 објасни што точно значи винчерот и кажа дека ваквата состојба трае кратко време, но може да направи сериозни проблеми на еден авион. Особено проблеми на Скопскиот аеродром, додаде тој, прават јужните ветрови. И брзината на авионот и се зголемува и се смалува. Постојат два типа на винчер, позитивен и негативен. Позитивниот е ако тенденцијата е да те крева нагоре, што е добро. Негативниот винчер е опасен. Тој беше и вчера на Скопскиот аеродром. Терминолошки тоа се вика дека се има escape path, што значи дека тоа е една патека на избегнување, се зголемува аголот на авионот и се дава полн газ. Јужниот ветер е лимитирачки за авионите, што значи тоа, некои авиони имаат лимитација од 15 јазли, грбен ветер, во овој случај, а некои авиони имаат 10 јазли грбен ветер лимитација. Повеќе тоа не смеете да пристапите на слетување ако го имате. И на неговиот вчерашен лет кон Белград самиот Ѓорѓиев се соочил со ваква ситуација, односно винчерот бил негативен. Додаде дека при вакви проблеми многу е важна подготвеноста на самиот пилот. Се е битно во акцијата на пилотот. Има и други правила, во тој момент не смее да се менува конфигурацијата на авионот, не смее да се увлечат тркалата и флапсовите и така натаму. Тоа ние го тренираме секогаш, на секој 6 месеци кога одиме на проверка на симулатор. Состојбата полека се стабилизира, а според информациите од Скопскиот аеродром, проблемите започнале вчера околу 16 часот. Поради сложените временски услови, најмалку две редовни линии, една од Истанбул и една од Венеција, морале да го прекинат приодот кон пистата во Скопје и биле пренасочени на аеродромот во Приштина. И утринава два лета од Ларнака и вториот од Истанбул неколку пати кружеле додека не нашле погоден момент за слетување. Слична ситуација имало и пред една недела, кога два авиони од Скопскиот аеродром биле пренасочени кон Приштинскиот. Поречиси неколку години од несреќата кај ласкарци, прво и второ обвинетите Дермиш Белули и Ремзи Мифтари, кои добија по 10 години казна затвор, се уште не се зад решетки. Откако околу 7 месеци, двајцата поради идентична операција на кила досега ја одложуваа затворската казна, сега едниот е во бегство, а другиот за неколку дена треба сам да се јави во Идризово. Во меѓувреме МВР распиша потерница по бегалецот Мифтари. Сања Трајковска Ставров за ова. Додека Ремзи Мифтари, кој е осуден на 10 години затвор како виновен за трагичната несреќа кај ласкарци, е во бегство и се бара со потирница. Прво обвинетиот газдата на Дурмотурс Дурмиш Белули ги одбројува последните 5 дена предвидени за на слобода, бидејќи на 2 декември треба да се јави во затворот во Идризово, потврдува за Канал 5 надлежниот судија Кирко Михајловски. Тој вели дека Белули не поднел ново барање за одложување на затворската казна, а претходно пријавил дека имал операција од ингвинална хернија, народски познато како кила, и последователни компликации по интервенцијата. Претходно, според информации од судовите, и Мифтари, кој сега е во бегство, имал кила. Дурмиш Белули поради здравствени компликации побара и доби ново одлагање на казната која му истекува на 1 декември, па на 2 ќе треба да се јави во затворот Идризово. До овој момент нема поднесено ново барање за одложување на затворската казна. Тој претходно беше хоспитализиран во Тетовската болница и лично во 2 наврата се уверив дека беше таму. За компликациите ме информираше и лекар од болницата. Пасошот сигурно е одземен во претходните постапувања додека траеше судењето. До сега безмалку 7 месеци и Мифтари, кој не се јавил сам за да оди во затвор, и Белули, кој треба тоа да го направи за 5 дена, го одложуваа издржувањето на казната затвор. МВР и официјално на веб страницата ја објави потерницата за Мифтари, а оттаму сметаат дека тој се уште е некаде во државава, со оглед на тоа што при проверките на граничните премини не бил регистриран негов излез. До сега лицето е недостапно за органите на прогонот и не е евидентирано на листата на патници и возила дека преминало некој од граничните премини. Се преземаат мерки за негово пронаоѓање и лишување од слобода. До овој момент во СВР Тетово, Овара, Гостивар нема судска наредба за посебен надзор за лицето ДБ од Гостивар.
Правосилноста на затворските казни е од 9 мај годинава, кога апелација на газдата Дурмиш Белули повеќе од двојно му ја зголеми затворската казна, тоест од 4 на 10 години, а Мифтари од 6 доби исто толку, 10 години затвор. Сепак тие, за разлика од осудениот возач на автобусот Мануел Трифуновски, до сега немаат дојдено ни до затворската капија. Автобуската несреќа се случи во 2019 година. Загинаа 16 патници, а над 30 беа повредени. 4 маркети се фатени во картелска активност. За забранитиот договор околу цените, Комисијата за заштита на конкуренција на НИФ, но и на Сојузот на стопански комори им изрече прекршочни казни. Маркетите ќе платат по 50.000 евра, а ССК глоба од 18.000 евра. Здравко Димитров. По 50.000 евра глоба ќе треба да платат 4 маркети и нешто над 18.000 евра и Сојузот на стопански комори заради договор за картелско здружување постигнат на 5 февруари годинава, откако Комисијата за заштита на конкуренција им изрече прекршочни казни. Имено тие постигнале усогласен став за неприфаќање нови или зголемени ценовници од добавувачите, со што според Комисијата ја замениле состојбата на независно пазарно однесување со состојба на практична координација, што по својата природа представува така наречено buy object ограничување на конкуренцијата. Комисијата за заштита на конкуренција донесе решение со кое се утврди дека 4 трговски друштва кои оперираат на пазарот на трговијата на мало со прехранбени производи, како и Сојузот на стопански комори на Македонија, како координатор учествувале во забранет договор, односно усогласено однесување. Нивното состанување, значи состанокот што го имале трговските ланци на маркети заедно со стопанската комора, значи имале за цел да ја нарушат конкуренцијата без да се докаже реален ефект на пазарот. Председателот на Сојузот на стопански комори Горан Георгиевски вели дека тој ја извршува функцијата од пред 2 месеци, а спорното здружување се случило пред тој да стане председател и овој случај, како што вели, бил причина и за смена на раководството. Новото раководство на Сојуз на стопански комори ќе ја почитува таа одлука и таа финансиска казна, но јас тука би истакнал дека целата одговорност ја сноси, впрочем, тоа е и основната причина поради која што собранието ми изгласа мене како председател и конечно имаме ново раководство на Сојуз на стопански комори. Георгиевски потенцира дека слободниот пазар е основниот параметар врз кој што се одредуваат цените на дадените производи. Изречените казни пак велат од Комисијата за заштита на конкуренцијата имаат за цел превенција од идни нарушувања на пазарот. НЛБ банка избрана да биде спонзор за СЕПА плаќањето од страна на Народната банка. По воведувањето на СЕПА приливите на средства од странство се зголемени, посочи од управниот одбор на НЛБ банка, во чија организација денеска се одржа конференција иднината на банкарството по повод 40 години од постоењето на банката. Членот на управниот одбор Антонио Аргир вели дека очекува каматните стапки да останат стабилни, но сепак вели дека тоа ќе зависи од геополитичката состојба. Нашите луѓе кои живеат во странство, да речем средствата кои ги праќа или преку овие институции за fast money трансфер, брз трансфер на пари, или преку дури неофицијални канали. Значи се пуштаа пари и по автобуси, што се вели. Сега имаат можност да тие средства ги праќаат преку СЕПА. Очекуваме дека каматните стапки ќе бидат постабилни во наредниот период. Дека нема да одат нешто премногу надоле или премногу нагоре. Многу зависи што ќе се случи. Ние имавме историско ниски, односно негативни каматни стапки во 2022 година. Наеднаш се случи војната во Украина и стапките отидоа нагоре. Останете со програмата на Канал 5, проследите го најновото издание на Самовистини со Видиновски, а ние ќе се видиме во вечерните вести. Пријатно.